По повод Светската недела за грижа за старите лица, денес сме тука присутни во јавната установа Киро Крстевски платник во Прилеп, каде што сме во посета да ги видиме згрижувањето на овие стари лица, каде што се сместени околу 130 граѓани, од кои што 30 се сместени по предлог на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од Прилеп, а останатите 100 граѓани се сместени по своје лично убедување, затоа што го одбрале овој центар за згрижување во наредниот период од животот, каде што треба да го живеат третото доба од својот живот. Има коректни услови за живење на овие штетеници во ова јавна установа и мислам дека раководниот тим на ова установа, јавна установа, со поддршка на Општина Прилеп и со поддршка на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа и Министерството за труд и социјална политика, ги поттикнува и ги поддржува со сите своји средства и начини за да им се овозможи подобар живот и подобар престој на овие штетеници. Од тие причини, по повод Светската недела за грижа на овие стари лица, Општина Прилеп со една скромна донација од 12 столици една клупа кој што ми ги подари на ова јавна установа во чест на ова недела за згрижување на старите лица. И во оваа пригода сакам на сите стари лица во ова установа и на сите стари лица во нашиот град да им го честитам овој ден или оваа недела на згрижувањето на старите лица и да им посакам добро здравје, долг живот и посреќни пензионерски денови. Пред се им го честитам денот на стари лица, светскиот ден, а особено на нашите корисници во домот за стари лица Киро Крстевски платник. Воедно би сакал да изразам дека активно работиме на подобрувањето на условите за нашите корисници, со особен акцент на подобрувањето на хигиената во просториите на домот, здравствената заштита, подобрувањето на исхраната и останатите услуги кои што ги нудиме на нашите корисници. Голема благодарност за секојдневната помош и за направената донација сакам да изразам до градоначалникот на Општина Прилеп, господин Илија Јовановски, и до Општината. Исто така би сакал да напоменам дека во оваа недела имавме активни учесници од средните училишта, како што е гимназија Мирче Ацев, до основно училиште Рампо Левката и од организацијата на Црвен крст во Прилеп, кои што придонесоа да ја комплетираме оваа недела. За крај би сакал да упатам еден јавен апел до сите стопански субјекти и до сите општествено одговорни компании во државата, кои што се во можност да не предвидат во стратегиите за донации, кои што би ни биле од голема корист за подобрување на условите на нашите корисници. Во нашата установа функционираме, имаме стручен тим, јас како социјален работник и колешка исто психолог, и заедно годишно планираме годишен план на активности со цел да се подобри културно-забавниот живот на корисниците во домот, да не биде само дојдени, сместени тука и оставени. Секојдневно се одвива, има различни активности, културно-забавни, работно-рекреативни, доколку некој е во можност. Неделно по желба на корисниците играње на шах, домино, различни видови игри за меморија, помнење, вежбање на моторика. Повремено се прават физички вежби заедно во склоп со физиотерапевтот. Раздвижување се разбира со можност на корисниците, пошто сепак се работи за стари лица. И ние како стручен тип, на почеток самата адаптација на корисниците е тешка. Некои се чувствуваат, еве од дома не ме сакаат, заборавени. Гледаме да контактираме со семејствата, гледаме, правиме индивидуални средби, посети, да се олесни тој период на адаптација, за полесно да се адаптираат на условите на живење во домот. Добро е, топло е, јадење има, спијањето ни е добро. Тешко беше на почеток. Тешко ми беше и шеќерот малку ми се крена.
Во друг дом, најстар човек да се учи, тешко е. Сега е подобро. Ми сестри има, доктори има, се има тука. Ни помогна тие инекции што треба, притисоци, крвмера. Тие ми помогна, кој друг. Нема така што недостасувате, кажав, некош убојавењето, некош не, како и дома, така и тука. Мирно, има и немирни луѓе кои што ве вознемируваат, секакви луѓе, болни се повеќето. Јас сум, фала Богу, здрава, они ми помагаат, ми даваат лекарства, јас си купувам кога си одам, па јас во почетокот ми беше тешко. Навикната, само бев навикната на самотија дома, сама живеев. Што ми недостасува? Па, одењето в театар, на опера, слушаме ви и нов балет ке поставуваат. Старите да не се секираат, нека дојдат и тука. Јас поробав првин во Скопје, во околината. Па мене ми е, да ви кажам, моментално најдобар воздухот. Ја никога отидов в Скопје од магла. Не можев да дишам. Ми рипаше срцето, дека сум опуштена. Немам со кого да се нервирам.